Почитувани, добар ден, јас сум Ацо Кабранов, вашиот домаќин денеска во отвореното студио на 1 ТВ од 14, како што знаете, секој ден до некаде 23 часот. И денеска има на политичката сцена набиена агенда, најавен е и првиот антивладин протест на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН за 17 часот. Овој протест ќе го следиме и со линковски вклучување и со дрон, бидејќи сигурно дека Скопје ќе биде блокирано, сообраќајниот режим е изменет, но тоа ќе ни каже во вклучувањето колегата Антонио кој ќе го следи протестот. Имаме склучување продолжуваат судењата во кривичниот суд, денеска повторно се слушуваат за крвавиот четврток. За малку ќе го вклучиме Игор Стефановски со линкот пред кривичниот суд, но претходно предлагам да поразговараме со нашата репортерка од Собрание Весна Велкова, која го следи телото за помирување денеска. Весна пред малку се врати. Да, пред малку се врати тука. Да, телото за помирување денеска се состана. Прв состанок кој траеше околу 2 часа, започна во 10 часот, заврши во 12 часот. И имаше ли резултат некој? Резултат вака официјално немаше. Они се задоволни што формирале Што се сретнале се задоволни. Што се сретнале, што единствено вака официјално во јавноста што кажа дека формирале 3 подгрупи за кои подоцна ќе слушаме, кои ќе работат понатаму во 3 различни правци. Тоа е нивната информација. Инаку неофицијално веќе се зборува дека од овие информации се од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН дека веќе имаат во подготовка закон за амнестија. Ова тело е за инцидентите на 27 април. Вчера беше отфрлен или завчера беше отфрлен законот за амнестија на опозицијската ВМРО-ДПМН. Во ова тело не учествува ВМРО-ДПМН, туку само пратеници од независната група кои што се изјаснија и гласаа за уставните измени. Освен ВМРО-ДПМН, опозицијската не учествува ниту Алијансата за албанците, ниту Беса на Касами. Значи тука се независни пратеници, дел од независните пратеници се тука, потоа целата Значи тие рекоа дека ќе изготват или веќе им е изготвен закон за... Тие јавно не потврдуваат дека законот е изготвен, но неофицијално токму во извори во ова... И што значи тој закон дека да се одвојат тие што... Овој закон, така, значи директните учесници и јас како што би рекла индиректните учесници. Директните учесници знаеме се оние кои што го организирале и кои што го извршиле насилството. Индиректни се тие што го организирале насилството. А директните, значи за директните учесници... И они предлагаат амнестија за оние, за индиректните. За индиректните учесници предлагаат целосна амнестија, за директни учесници предлагаат преиначување на она кривично дело за кои се товарат тероризам против државата. Добро, вчера обвинителката Русковска рече дека не се обвинети баш за тероризам од таква форма. Терористичко дејствување за така. Некако тероризам, туку во членот ја има спомнато тоа. Но тоа ќе го слушнеме, ќе ја пуштиме изјавата на Русковска. Друго што имаше? Може да ја слушнеме пратеничката Фросина Ремински, која е ко-председавач на ова тело и објасни за какви 3 тела. Таа е ко-председавач, а кој председава со телото? Тала Џафери. Председател е Тала Џафери, собраничкиот спикер, а ко-председавачи се Фросина Ремински и Емилија Александрова од независната пратеничка група на ВМРО. Сепак да ја слушнеме Ремински. Интеграцијата е во контекст на дебатата и подготвување на текстот на уставните измени, кои што на Република Македонија и го гарантираат членството во Европската Унија и НАТО, и секако процесите кои што треба да рефлектираат заедничка перспектива и видик на сите пратеници во собранието на Република Македонија за иднината на Република Македонија како членка на НАТО алијансата и од почнувањето на преговори со Европската Унија. Втората работна група, која што треба да работи на поширок план на помирување, ќе ги анализира
и ќе предлага решенија кои што се поврзани со причините и настаните од 27 април 2017 година, со еден подолгорочен план за помирување на граѓаните на Република Македонија, и ова е чин на рефлексија на еден консензус помеѓу одговорни пратеници во Собранието на Република Македонија, кои што сметаат дека без помирување, односно без дебата за темите кои што не прават и не прават непријатели и не делат, не можеме да продолжиме кон патот на интеграцијата и реформата. И третата група или подгрупа, која што ќе работи, можам да кажам и најдолго во рамките на интерпартиската парламентарна група, ќе се занимава со прашањето на реформскиот процес по европската агенда. Тоа значи дека нашата целта на владата, но пред се на пратениците во Собранието на Република Македонија, е преку градење на еден инклузивен процес и носење на одлуки со консензус за прашања кои што тангираат реформи и двотретински закони, што произлегуваат од европската агенда, да бидат изградени преку еден консултативен процес, повторно преку консензус, преку ова тело интерпартиско парламентарно, преку ова интерпартиска парламентарна група. Да, Весна, имаш изјава. Имаме уште една изјава од Емилија Александрова, независната пратеничка група, па да ја слушнеме и тука накратко што зборува. Имаме една иста цел да ја видиме нашата држава интегрирана во Европската Унија и во НАТО. Од тој аспект, денеска и имаше присуство на првата седница на координативното тело, кој што беше и како резултат на повикот на премиерот на седницата на Собрание за потребноста и сериозноста во која се наоѓа нашата држава. И затоа јас апелирам дека ние, независните пратеници, од пратеничката група, од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, го дадовме нашиот влог на 19-ти, затоа очекуваме процесите да добијат на динамика и да отпочне со нивно имплементирање. Како што реков, ова се условени процеси, не се бланко подписи, затоа повикувам сите учесници, сепак власта е таа која што одлучува, тука да бидеме најасно, и го повикувам и премиерот Заев да почне уште денеска, утре, да се допринесе кон забрзување на овој процес. Нели сепак не очекуваат процеси кои што нема да бидат лесни за сите, меѓутоа свесни за сериозноста, свесни за ситуацијата во која се наоѓа државата, ние, како независни пратеници, одлучивме дека треба да застанеме на таа страна на нашата држава и дека во оваа ситуација нема простор за импровизации. Весна, во интерес на времето, еве од режија ми јавуваат дека нашиот колега Игор Стефановски од пред Кривичниот суд чека на линк и веќе смрзнал, ладно е уште многу. Накратко дека само кога ќе се сретнат пак, кажа ли? Во петок им е вториот состанок на кој најверојатно ќе присуствува премиерот Зоран Заев. Да, и овде од изјавите видовме дека многу оптимистички барем за почеток. Весна, ти благодарам. Режија да одиме со линкот со колегата Игор Стефановски. Игор повели, мислам дека малку смрзна, простини за тоа. Ајде референтно да видиме што денеска на судењето за, ми се чини, за крвавиот четврток се случуваше. Така, се надевам дека на вас ви е топло барем во студиото, а овдека пред Кривичниот суд е сосема веќе студено. Тоа што се случува внатре во Кривичниот суд е рочиште ново за собраниските инциденти од 27 април минатата година, сведоштва, распити на одбраната, предложени од одбраната овој пат, откако претходно се презентираа материјалните, се презентираа сите докази од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Во судот во овие моменти свој распит
изпит пред кривичниот совет дава обвинитиот Митко Пешов, кој на 27 април е началник на специјалната полициска операција. Тој меѓу другото говореше за распределбите, односно по подадоците и службите како оделе во однос на распределби и команди за време на 27 април, но затоа потенцираше дека оперативниот штаб платформа во него не било планирано за можно действие во парламентот. Тоа значи дека и практично ова сведоштво од него во кривичниот суд може да се толкува дека всушност оперативниот штаб немале индиции за влез во собранието, но секако тоа ќе се потврди во текот на постапката или можеби негира. Пред него сведочеше Бранко Трајановски, вработен во Министерството за внатрешни работи, кој рече дека наредбите за постапување кој тој бил во касарната во Ѓорче Петров ги добивал токму од Митко Пешов, а веќе 13 полициски службеници се заедно со полицискиот службеник Трајановски на 27 април околу 19 часот се придвижиле кон законодавниот дом за час подоцна да постапуваат по наредба на Митко Пешов во однос на излекувањето на пратениците. Еве за сега јас тука би се одјавил од овој судски процес, а секако со детали најнови информации во наредните информативни издания. Игор, ти благодарам и неспосинојќа обвинителката Вилма Русковска, која пред една недела стана шеф на обвинителството за организиран криминал во емисијата Правда и неправда на колешката Гордана Дувњак, се произнесе за амнестијата, што таа мисли, кажа дека е фрустрирана, дека политичарите едно, но судот и обвинителството секој пат мора да се држат до законот. Ајде да видиме изјавата што Вилма Русковска вели за можната амнестија. С оглед на тоа што веќе од партијата на власт се навестува дека се подготвува нов закон за амнестија, кој што ќе ги иземе само делата на извршителите и на организаторите, кои што се уште ги нема. Ве фрустрира ли тоа што додека се одвива судскиот процес многу интензивно на политички план се прават подготовки за национално помирување, на донесување на закон за амнестија, која што, еве, може би не е целосна, како што бараше ВМРО, но СДСМ предпоставувам дека ќе предложи и изгласа селективна амнестија. Видете, политичарите имаат многу поголемо поле на действување него што имаме ние обвинителите или судиите. Сепак они имаат поголем простор за маневар, ние сме врзани со законот и тука нема дискусија. Да, ме фрустрира сите овие најави за амнестија, затоа што и веќе имам претходно кажано, многу скоро, дека и јас и мојот истражен труд стварно вложивме многу време, многу напор, многу труд. Апсолутно ме фрустрира. Не дека се одвива во време на судењето, судењето си тече најнормално и според предвидената динамика, но ме фрустрира тоа што ете со некоја политичка одлука, да кажеме најблаго кажано, ќе падне во вода. А како ја осмислува таа и како ќе осмисла таа делумна амнестија, мене стварно не ми е јасно, затоа што со таа делумна амнестија според мене ќе се повреди едно од најважните начела на Уставот, а тоа е еднаквост на граѓаните. Мислите на селективноста, да. Така. А од друга страна, па токму Европската Унија инсистираше овој предмет да добие завршница. Ви останувате не само овој предмет да добие завршница, него и да се откријат и казнати организаторите. Да, еве, чувте обвинителката Вилма Русковска, која го води овој случај за крвавиот четврток,
се чувствува, вели, фрустрирано од тоа ако политиката ги решава и овие работи, бидејќи смета дека имаат цврсти докази за сите обвинети во овој судски процес. Но тоа ќе го следиме и понатаму, постојано следиме и другите судски процеси кои што ги отвори СЈО и овие на обвинителството, на основното обвинителство. Сега имам еден интересен гостин, тоа е Савка Тодоровска. Таа е председател на Националниот совет за родова рамноправност. Додавката вие ќе кажете точно која беше. Добар ден. Добар ден и добро ве најдов. И секако поздрав до верните и постојани гледачи на вашата интересна емисија и секако телевизија. Тоа е всушност СОС, национална мобилна бесплатна линија за жртви на секако вид насилство, а особено за жените жртви на семејното насилство. Да, вие цел живот работевте на тоа, на правата на жените, на насилството, на сите тие работи, упатена сте. И неко да им кажам на гледачите дека причина зашто гостувате е оваа кампања 16 дена. Таа е меѓународна кампања која што ја води UNDP и ОПСЕ, се приклучија и невладините организации од Македонија и владата се приклучи во ова за стоп за насилството на родово базираното. Родово го викаме бидејќи нема само жени кои што има насилство, него има и мажи и семејно насилство. И средина, и значи сите, затоа е родово базирано насилство. Оваа кампања почна од 25 и ќе трае 16 до 10 декември. Тоа е меѓународна која што Обединетите нации ја едноставно ја промовираат секоја година. Невладините организации кои што се занимаваат со овој проблем за насилството, меѓу кои организацијата од каде јас доаѓам, тоа е Националниот совет за родова рамноправност и СОС мобилната линија 41700. Чинам дека тие СОС линијата многу работа заврши, барем да ги разбие стереотипите и да станат поготово жените кои беа жртви на насилство, да се јавуваат, да пријавуваат, па да ги сместувате во шелтер центрите и тоа. Имате искуство. Така. Раните 90-ти години во Република Македонија сите ние бевме сведоци дека постои насилството и во блиското, и во подалечното семејство, и меѓу комшиите, и меѓу и пријателите, но нити самите жртви не се чувствуваат дека се жртви, сметаат дека тоа така дека е срамно нормално, да се дека е нормално. Но после отворањето на првата СОС линија, па отворањето на проблемот. И сега ако направите, простете што ве прекинувам, ако направите една паралела, како беше кога почнувавте и како е денеска, сигурно има прогрес. Огромен прогрес, но се уште недоволно. Соодветен и недоволен. И затоа всушност нужни се вакви кампањи. Да. За да го свртиме вниманието. Не само кај нас, во цел свет е тоа. Целиот свет зборуваме, значи не зборуваме само за кај нас, тоа не е проблем на Република Македонија, не е проблем на сиромашни земји и на богати, не е проблемот во сиромаштијата, не е во ниту едноставно како проблем постои. И тој треба да се сузбие, но пред се треба да се превенира. И затоа ако некој од гледачите поминал или да помине покрај владата овие вечери, ќе види дека таа е обоена во портокалово. Тоа значи дека и владата ја поддржува оваа кампања. А зошто е тоа важно? Бидејќи овој проблем е општествен проблем, од кога 94-та година влезе во структурите за да го решаваме проблемот, но не може да се реши само со активност на нас, граѓанските организации, кои тие самите не би можеле се да направат, но без институциите на државата, не, без оглед. Значи, тие мора законски да го внесат, во прописи да го внесат, во сите структури на своето работење да го внесат и тек тогаш да дојде решението кај жртвата. Сите овие документи
од закони, од акцијски планови, од оперативни, од буџет одвоен за тоа, од граѓанските организации, до Истанбулската конвенција која е пред 10 месеци, значи усвоена, која што всушност треба да биде се во интерес на жртвата, кон новите форми кои што се додадени, а досега ги немало, тоа е се она всушност што ќе биде во интерес на жртвата и незиното решавање на проблемот. Да го искорениме комплетно. Не можеме. Ние не мислиме дека можеме, но затоа можеме мобилизација на сите ресурси да се направи. Помалку да го има насилството. Може да кажеме дека спремноста на државата треба да биде на највисокото ниво. Дека треба да кажеме еднаквост. Не може да има, иако половина од популацијата се жени, половината мажи, а се знае дека секоја втора жена е жртва на овој вид на насилство. Значи, секоја втора. Тоа значи дека нема да има правда во државата ако ја немаме оваа еднаквост, ниту пак можеме да кажеме нема да има правда ако нема еднаквост. СОС националната линија. Ви се јавуваат на телефон и како им помагате? Значи, пред се, нашата задача е да ги упатиме, односно прво да ги сослушаме и да ги упатиме зависност од потребата на жртвата. Ако е ургентна, веднаш у полициска станица, па да го пријави случајот. Да се пријави, ако таа не може и ние го пријавуваме, потоа се зема медицинска белешка за повредите, па се работи со центрите за социјална работа, ако има потреба, таа бива сместена во некој од прифатилиштата, дали до 48 часа или 3 до 6 месеци. Има ли доволно прифатилишта? Не, тоа го нема. Тоа имаме се на се во државата 30 лежаи. Само за 30? 30 лежаи и тоа. Имаме кризен центар до 48 часа, невладин сектор во градот Скопје има до 6 месеци и 4 се на се прифатилишта во целата држава има кои што всушност можат до 1 година да најдат. Но и тоа не е единственото решение. Според нашите сознанија, според она како напред оди сиот проблем и институционално и со Истанбулската конвенција, тоа треба да се разговара и за улогата и местото на прифаќање и на насилникот. Бидејќи, ако ние жртвата со децата ја изместиме од незиното секојдневие, од домот, од училиштето децата и ги изместиме на друга локација, тоа значи, а го оставиме насилникот се до решавање на судскиот процес, тоа не е решение. Затоа Истанбулската конвенција, тука е поддршката на институциите, тука да се решава проблемот комплексно, едноставно со искоренување на насилството, евентуално барем на оноа ниво на кое што всушност е затечено, затоа е потребно да се работи со судството, со обвинителството, надвор од полицијата, значи со образовниот систем, сето тоа да се разговара и да се согледува од сите аспекти. Тогаш можеме да говориме дека ќе имаме и решение, и жртвата да се охрабри да го пријави насилството. Решение има. Јас тоа сакам да охрабрам. Госпожа Тодоровска, цело време збориме жртва жената и видов ја некои проценти таму, скоро 80% се жртви на семејно насилство жените, но има и мажи кои што се жртви на насилство па од жената. Околу 15% се пријавува. На оваа СОС линијата ви се јавуваат ли, ви се има ли јавено мажи за насилство? Прво и основно рековме дека ние кога раните 90-ти години го отворивме проблемот, не верувавме ни дека жените ќе го отворат проблемот, иако знаеме дека најголемиот број се тие жртви затоа што патриархатот тука големо влијание има. Сега. Но не се исклучува проблемот дека може да бидат и мажите, но се уште стереотипите за улогата на мажот не се охрабруваат да го пријават насилството. Имаме најповеќе случаи што е сега во поново време од повозрастните луѓе и мажи и жени кои што се жртви на нивните деца или внуци заради имотот, ради пензиите, ради едноставно тоа е навистина греорно, но е вистинито.
тука имаме најповеќе и марш. Ви се јавуваат и такви случаи? Се јавуваат, доаѓаат, бидејќи кај нас, во центарот, ние не само што се грижиме на телефонската линија која е бесплатна од сите мобилни линии, значи едноставно слободно и без префикс, само да го свртат бројот 141700, кој што е единствен ваков. Значи 141700. Тој, значи, да го свртат и значи, да го не кажат. трошат импулси, не трошат ништо, само да го пријават на само го пријавуваат и се тоа што тие ќе го кажат, ние го ставаме во функција, но едноставно и да ги упатиме. Дискрецијата е загарантирана, а истовремено имаме и бесплатна правна помош и бесплатна психолошка. Нудите и бесплатна правна Само помош. треба да го закажеме и воедно имаме и Facebook страна, излези од сенката, која што е една година веќе присутна на сцената во социјалните мрежи. Сакаме да бидеме достапни на јавноста со се она што всушност постои. И затоа сме отишле од обична телефонска линија, па на мобилна SOS линија, сега на социјалните мрежи. Тоа е се она колку можеме да бидеме достапни до секој на кој што му е нужно потребно. Значи, оваа кампања Стоп за родовото насилство ќе трае 16 дена, веќе е почната. Таа е со до 10 декември, но нашата активност на националната SOS линија и на и на нашата мрежа, која што е преку 100 и над 100 женски организации од целата држава, тие работат во своето место, со својата целна група, со граѓаните на кои што им е нужно потребно и секако оваа не треба да биде кампања само на национално ден. Ние не работиме само 16, ние кампањата ја поддржуваме целосно за да ја дадеме јавност, гласност, видливост, но ние работиме постојано и многу како нас други организации работат исто на овој план. Колку медиумите ви помагаат во работата? Па сега еве, ако сум јас присутна овде за ова, тоа значи помагаат. Мораме и ние да знаеме. Медиумите треба да го третираат тоа за да свеста во општеството. Колку што одиме ние напред, толку одат и медиумите. Секако дека не е така како што било на почетокот, но не е безгласно и секако и ние колку знаеме да се наметнеме, условно да го кажеме, толку многу. Секако како и во другите сектори и во медиумите нема сектор само за насилство, нема граѓански, нема само и толку е, значи кога би имало кога би имало, би можело. Еве, можеме вие да направите, да речеме, да одите на телефон. Значи, 1-4, не, на јавност многу не. Макар да ете тука, ја лично... Макар што треба да се охрабруваат, да треба да се охрабруваат и треба да се охрабруваат, но морате да знаете дека жртвите често пати, да не речам и најчесто се враќаат повторно кај насилникот токму ради страмот и ради стравот. А медиумите кога сакаат да работат и да зговорат, еве вие прв пат сега направивте, да не речам, или меѓу ретките, што поканивте, а не рековте, ама донесите жртва. Жртвата не може да се... Па макар да дури вели и во грб, ама таа гласот ќе го познаат, а стравот и страмот поради децата, поради поширокото семејство, па макар да речем, тоа е едноставно многу чувствително. И затоа мора, тука е медиумите можеби да не одат популистички, него едноставно проблемот да го решаваме заеднички, бидејќи ако ме прашавте и на самиот почеток дека која е разликата, тоа што првично беше проблемот насилството семејно, а сега е општествен. Штом е општествен проблем, тогаш е и на медиумите и тука можеме заеднички многу да направиме побрзо проблемот да дојде до решавање. Госпоѓо Тодоровска, ви благодарам, го гледате колегата од вестите Александар, веќе чека да ги слушнат гледачите најновите вести. Повели. Ти благодарам, Ацо, токму така, следуваат вестите на 1ТВ во фокусот на вниманието на јавноста. Денеска Собраниското координативно тело за помирување на денешниот состанок беше утврдена динамиката за работа во интерес на процесите и воспоставување соработка. Исто така и судењето за рочиштето за 27 април за случувањата во Собранието. На денешното рочиште се сослушуваа сведоци. За овие и за сите останати содржини следете ги вестите. Почнуваме веднаш по кратката најавна шпица.
Кафетин Колд, ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип, ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: селективна амнестија за 27 април. Пратениците ќе решаваат кој тепал, а кој командувал на крвавиот четврток. Екс-премиерот го одбра подолгиот пат до Будимпешта, со чија помош Груевски ја минал македонско-албанската граница. Мијалков одмериот во шутка. Дагао! Читајте Фокус, за нештата да станат појасни.